Добар ден на сите. Почитувани членови на Советот на Општина Битола, врз основа на член 26.2 од Статутот на Општина Битола, ја отварам 35-та седница на Советот на Општина Битола. Врз основа на евиденцијата од службата, констатирам дека на седницата присуствуваат 26 членови на Советот, а 5 членови го најавиле своето присуство, па според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локална самоуправа, сакам да ги потсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашања кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучувањето. Ве информирам дека до почетокот на седницата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 44 од Законот. Дозволете ми да го поздравам присуството на сите гости и представниците на средствата за јавно информирање. Почитувани членови на Советот, пред да преминеме на утврдување на дневниот ред, го ставам на усвојување записникот од вонредната седница одржана на ден 12.10.2023 година. Дали имате забелешки на записникот од вонредната седница одржана на ден 12.10.2023 година? Доколку нема, кој е за усвојување на записникот од вонредната седница одржана на ден 12.10.2023 година? Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам дека е усвоен едногласно. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Точка број 1. Предлог буџет на Општината Битола за 2024 година. Точка број 2. Предлог одлука за извршување на буџетот на Општина Битола за 2024 година. Точка број 3. Буџетски календар за 2024 година. Точка број 4. Предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2024 година. Точка број 5. Извештај за работата на Советот на Општина Битола за 2023 година. Точка број 6. Програма за работа на Советот на Општина Битола за 2024 година. Дали има предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред? Повелете. Благодарам, председателке. Јас сакам да дополнам дневниот ред со неколку иницијативи кои стигнаа до нас од граѓаните. Се надевам дека нема биде проблем, затоа што станува збор за иницијативи. Прва иницијатива за градежно прилагодување на влезовите на сите јавни објекти за непречен пристап на инвалидни лица. Ова ќе го ставам до вас. Следната иницијатива е поставување на средства за забавување на сообраќајот пред сите основни и средни училишта. Следната иницијатива е за издвојување средства од буџетот на Општина Битола за субвенции за стерилизација, односно кастрација на домашни миленици. Само момент, ова е амандман или ова сакате како посебна точка доди? Иницијатива е, нека си сработат службите како мислат во следниот ребаланс. Нема проблем. Иницијатива за ослободување од плаќање на комунали за градба на семејствата кои немаат траен дом. Тоа е од нас, ви благодарам. Да, во ред. Во ред? Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ги ставам на гласање
точките кои беа предложени од колегата Трајковски. Дали може, извинете, да ги разгледаме, 5 минути пауза и ти не знаеме точно што има пишано во иницијативите. Значи, во моментот гласаме дали додат на дневен ред или не да ги разгледваме. Ако одат на дневен ред, ќе ги разгледаме. Ако не одат, не знам како би ги разгледвале. Сакате пауза? Ајде, 5 минути пауза. Кој е за предложената иницијатива? Ве молам да крени рака. 16 за, против? Не се 16, ај кој е за? Ајде, ама јас не бројам. Значи, бројте, не прашвајте по име. Ве молам, бројте кој е за, кој е против. Кој е за? 15 за. Против? Воздржани? 14. Констатирам дека предлогот е усвоен. Следен. Иницијатива за градежно прилагодување на влезовите на јавните објекти и непречен пристап за инвалидни лица. Кој е за ваквиот предложен предлог? Ве молам да крени рак. Значи, ќе ви повторам. Моментално гласаме дали да одат на дневен ред. Кога ќе стигнат на дневен ред, си има овде образложение, па се гласа точката дали ќе биде прифатена или не. Кој е за? 15 за. Против? Воздржани? 14. Констатирам дека предлогот е усвоен. Следно. Иницијатива за ослободување од плаќање на комунали на градба на семејства кои немаат траен дом. Кој е за? Ве молам да крени рак. 15 за. Против? Воздржани? 14. Констатирам дека точката е усвоена. Кој е за следниот предложен дневен ред? Точка број 1. Предлог буџет на општина Битола за 2024 година. Точка број 2. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Битола за 2024 година. Точка број 3. Буџетски календар за 2024 година. Точка број 4. Предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2024 година. Точка број 5. Извештај за работата на Советот на општина Битола за 2023 година. Точка број 6. Програма за работа на Советот на општина Битола за 2024 година. Точка број 7. Поставување на средства, иницијатива за поставување на средства за забавување на сообраќајот пред сите основни и средни училишта. Точка број 8 иде сега, така? 8. Иницијатива за издвојување на средства од буџетот на општина Битола за 2024 година за субвенции за стерилизација, кастрација на домашен миленик. Точка број 9. Иницијатива за градежно прилагодување на влезовите на јавните објекти за непречен пристап на инвалидни лица. Точка број 10. Ослободување од плаќање на комунали за градба на семејства кои немаат траен дом. Кој е за предложениот дневен ред? Ве молам да крени рак. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Минуваме на точка број 1. Би сакала кратко да ги прашам службите, бидејќи разгледуваме буџет, а предлагач на буџетот е градоначалникот на општина Битола, дали е известен и дали можеби не знае дека денес имаме седница каде се разгледува буџетот, бидејќи не го гледам да е присутен во салата, дали ќе може 5 минути пауза да ме информирате дали е известен? Вака. Процедурално, во моите 9 години советник, досега не памтам предлагач на буџет да не се појавил. Согласно на тоа, предлагам пауза се додека не се појави Тони Коњановски во салата на Советот на општина Битола. Ви благодарам.
Градоначалник? Како сакате? Почитувани советници, почитувани граѓани, председателке, најпрво сакам да ви заблагодарам на сите вас за поддршката која дадовте со изгласување на предлог програмите на минатата седница, минатата недела. Предлог програми во кои, иако сум предлагач, вклучени се предлозите од сите советнички групи, како и сугестии дадени од одржаните комисии, на кои присуствувате, на кои представува и представници на општинската администрација, им благодарам и нив. Мислам дека е тоа вистинскиот и коректен начин на кој треба да продолжи функционирањето и соработката со Советот, со сите советнички групи, градоначалникот и општинската администрација, затоа што сите мораме да работиме и така се декларираме дека работиме во насока една и единствена. Граѓаните секојаш треба да бидат наш главен приоритет. Бев присутен минатата седница, присутен сум и денес, имам доблест да признам дека навистина постигнатиот консензус е онака како што го донесовте сите вие. Секогаш отворен сум за конструктивна соработка, како и сугестии за одредени работи кои сметаме дека треба да се коригираат и тие ги прифаќам во функционирање на општинската администрација, секако и во насока на поголема успешност, транспарентност, отчетност. Меѓутоа нема да дозволам секако да се прави театар од институцијата, ниту пак сакам да прифатам сценарио во кој општина Битола нема да добие да има буџет за 2024 година и во таа насока ве замолувам да продолжиме со конструктивна дискусија. Во однос на отчетноста и транспарентноста, на која бев повикан, нема да изнесувам некаква одбрана во моје име, затоа што граѓаните и сите вие тука присутни добро ги знаете аргументите и анализите изнесени од релевантни институции. Во неколку наврати сме биле прогласувани за лидери или меѓу лидерите за транспарентност, според кој општината е меѓу водечките во државата и тоа е факт и никој не може да го побие во делот на отчетното работење. Но тоа го очекувам и од сите институции и советници во овој совет, од сите советнички групи. Затоа тука имам еден ревизорски извештај за една советничка група, која ќе го доставам до председателката на Советот и ќе побарам да постапи законски и на првата наредна седница да го постави како точка на дневен ред, да ги запознае советниците, сите вас, но и јавноста со деталите на тој ревизорски извештај. А сега ќе замолам седницата да продолжи со конструктивни дискусии, онака како што и досега се одвиваше, кои ќе резултираат со донесување на развоен буџет за 2024 година и развојна програма која ќе соодветствува со потребите и приоритетите на Битола и битолчани. Ви благодарам, се надевам дека ќе продолжиме понатаму во конструктивна дискусија. Ви благодарам уште еднаш за сето она што досега го сработивте. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелет Илиевски. Благодарам за просторот. Почитуван градоначалник, ќе искористам моментот за вашето присуство да поставам едно советничко прашање за кое се надам дека ќе добијам прецизен одговор. Значи на 20 декември од страна на ТРТВ вие бевте запрашани. Прашањето беше поставено и гласи вака: го прашуваме Коњановски дали ќе биде носител на листата во 5-та изборна единица, а одговорот на крајот ваш гласеше: рано е за било какви коментари на таа тема. Сакам да ве прашам дали вашето колебање и двоумење да денес се појавите на
седмицата на Совет, каде што е ваша пред се морална, законска и етичка обврска да го пред се образложите буџетот кој вие го предлагате, ние треба да го усвоиме, е доволен показател дека вие сакате да избегате од моменталната фотелја која се наоѓате, дека вие не сте задоволни од вашата работа која имате во изминатите 2 години, дека ставате потврда дека вие ги потрошите финансиските средства во изминатите 2 години на граѓаните на општина Битола, а со тоа немате видливи резултати. Ќе ве замолам да ми одговорите прецизно. Пред што и да одговорите, размислете убаво. Дали ќе напуштите градоначалничката фотелја, ќе го потврдите дека ги изневерувате битолчани и ќе станете носител на изборна единица број 5. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Може јас прво да останам? Градоначалник, добар ден. По 2 години вадите ревизорски извештај од избори. Ова е редовна работа и вашата партија има ваков извештај. Го имате прочитано? Ви има некој кажано внатре шо има? Ова е редовна работа. Фала ви многу. Од јавноста ќе разбери дека носителот на независна група избирачи Габриела Илиевска потроши само 40.000 денари за кампања. Ова е јавен документ 2 години стар. Објавен сегде, не знам кој прави циркус. Вие правите циркус. Ова е циркус. Извајте го на ВМРО ревизорскиот извештај, видиме колку милиони имате потрошено од буџетот. Извајте го. Да видиме колку пари имате потрошено и колку сега ќе добиете пари од владата која нарекувате корумпирана и криминална. Оти не ги вратите тие пари. Ова е ревизорски извештај редовен. Ако ова било сгрешено, јас в затвор ќе бев. Ви го има некој прочитано или ви го дадоја и шо пиши внатре? Зошто ако има ваков извештај, зошто вие седнавте на маса со Габриела Илиевска да се договарат? Ако Габриела Илиевска има некаков страшен финансиски извештај, ве лажи некој. Многу ве лажи. Ама поќе не вежалам дека ве лажи. Страмота е денесова да го извајте. Ова стои на страна на државна ревизија. И има некој обвинет 40.000 денари за цела кампања. Донирани од Алмир, од Чулако и од Габи. Вие нашите пари ги трошевте за кампања. Не ви е срам да вадите ревизорски извештај? Не ви е. Не ви е срам денес да правите циркус? Не ви е. Не само што не ви е, туку вашата партија има една страшна реторика дека сите други се криминалци, само вие не. Пример ќе го земам претходниот ребаланс. Станвате и легнувате со тоа дека дуи се криминалци. Колешката гласаше за ребаланс. Треба да му се извините. Колешката е представник на политичка партија ДУИ, кај што вашата партија секој ден ги нареква криминалци. Колегите се од СДСМ, некни, на 19 декември се сликавте и ви дадоја 110 милиони. Треба да му се извините. И денес вадите ревизорски извештај, како кузне што да вадите, чисте ревизорски извештај. Вашиот извајте го, на ВМРО извајте го, оти од парите на граѓаните правевте кампања. Во врска со извештајот, еве ви го, може да го ископирате, да му го поделите на сите советници, тука нема ништо тајно. Тоа беше во делот на вашиот извештај. Следно, градоначалник, програми пуштивте кои не се одојствуваја со буџетот кој што го предложивте. Ве молиме цел ден да дојдете. Како може да сте вие гигант на транспарентност ако имате блокиран совет? Вие бевте советник во ова сала. Во претходниот мандат буквално се гласавте против. Никогаш не сте биле кооперативни. Никогаш. Јас не памтам дури за најдобри работи вие да сте гласале за. Некој денес ве натера страшно да се избламирате од оваа говорница. А ова денес, кој ќе ви биде донесено како буџет, сакам да знаат граѓаните дека една голема лага
дека ништо од тоа што тие бараат да биде реализирано нема да биде реализирано. Бидејќи година и 3 месеци нас не лажевте дека ќе реализирате нешто од приоритетите на поинаку. И искрено ви сум благодарна, бидејќи ова се случи во време кога се уште има време да сватат луѓето дека се излажени. Ви благодарам. Павел Трајковски. Благодарам, председателке. Јас имам неколку прашања до градоначалникот. Првото е за техничко. Градоначалник, дали сте спремни кривично да одговарате за дејствијата во техничко училиште? Тоа е првото. Следно, ќе се надоврзам за буџетот и програмите и како што и досега дискутиравме, како е можно во буџет кој предвидува средства за 2024 година, да имаме се уште долгови од 2023 година, каде на јавни повици, значи повторувам, јавни повици, кои имаат рамка, одредена буџетска рамка, да се надминати или да не се исплатени средствата, кои се предвидени во буџетот за 2023 и сега ни остануваат долг за 2024. Дали се потрошени парите за некоја друга намена или е помината буџетската рамка на тие јавни повици. Јас колку што знам, и едното и другото е кривично дело и стварно не знам како се дрзнувате да си играте со парите на граѓаните. Следно што сакам да прашам е зошто на територија на општина Битола, на одредени населени места нема улично светло или делумно го има. Еден ден го има, еден ден го нема. Каде жителите живеат во мрак, а по улици знаеме дека се движат куќи на скитници, а исто, кога објавивте од буџетските форуми на приоритетни проекти и програми, никаде не го видов стационарот, кој од почеток го ветивте и ветивте дека ќе се залагате за него. Секој ден се повеќе куќи ни шетаат низ општината. Многу ме интересира зошто немаме улично осветлување во 2023, 2024 година во населби низ општина Битола, каде граѓаните веќе апелираат до нас што се случува, ние не знаеме да му одговараме. Еве, јас вас ќе ве прашам, како надлежен, како татко на градот, зошто немаме улично осветлување во општина Битола? Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Чулаковски, велете. Благодарам, председателке, почитуван градоначалник, почитувани колеги, советници, гости. Градоначалниче, пред точно 2 години ќе покажам една слика, може да се сеќавате. Ова сме јас и вие, сликани на предновогодишна прослава после донесувањето на буџетот во 2021 година, каде што и тогаш и претходно разговаравме за многу проекти и разговаравме за иднината на Битола. Од тогаш наваму, еве 2 години, јас искрено да ви кажам, околу 1000 лајкови имаше на таа слика денес. Ако ги прашаме луѓето што лајкнале тогаш и што вервале во нас двајцата дека ќе направиме нешто, 90% од нив денес ќе речат катастрофа сте и ти и тони двајцата. Се што побаравме од вас на почеток, се она што разговаравме како битолчани, како политички субјекти кои што, морам да ве подсетам, го имавте мнозинството и целосна поддршка од нашата советничка група овде во Советот. Меѓутоа, поради нереализирање на одредени проекти кои што ги баравме во интерес на битолчани,
поради лагите кои што ги изнесовте за нас, таа доверба ја немате, автоматски го немате и мнозинството, значи повеќе во Советот. Секоја чест за вашето дело како доктор, како медицинско лице во Битола, кој што многу ни се најде во короната, меѓутоа како градоначалник сте катастрофален. Ке почнам со програмата која што имавте вие како градоначалник во предизборието, некои мали моменти кои што успеав да ги забележам, кои што, еве да речам, мене најмногу ме интересираат и за кои што морам да ви кажам дека се договаравме дека ќе ги реализираме, меѓутоа еве 2 години немаме никаква реализација. Разговаравме за видеонадзор. По 2 години конечно изработивме физибилити студија, меѓутоа заборавивте дека во буџетот за 2024 година дека такво нешто имаме веќе дека треба да го спремиме. Го нема, нигде не постои. Разговаравме за автобуски постојки. Вие ги имавте во вашата програма. Дигитални, модерни автобуски постојки и апликација за мобилни телефони каде што ќе им се олесни јавниот превоз на граѓаните. Ви пуштив човек што сакаше да го донира цел тој софтвер да биде бесплатен на општината. Остаи и контакт телефон, и број, и се ден денес никој го нема контактиран. Ако треба тој да дојде да ве моли, грешка сте голема. Имавме огромен проект кој што овде едногласно го изгласавме сите Go Green за зеленување на Битола, кој што Комуналец до денес требаше да има посадено преку 300-400 дрва. Ништо од проектот реализација. Имавте 2 дена зелен град, покошули се сликавте, посадивте некој дрвце и тука заврши приказната. Го заборавивте чистиот воздух, градоначалниче. Заедно овде вие со секретарот и со директорот од Комуналец, дури седевте од оваа страна, дури беше Наташа градоначалник и дури СДС имаше целосно мнозинство, очите му ги вадевме за чистиот воздух. Еве 2 години никој нема зборнато за чист воздух овде во Советот. Никој нема муавет направено ништо. Ке стегни сега ладно малце, ке падни магла, пак истиот проблем ке имаме. Секоја година се тегни истиот проблем. Не најдовме за згодно во 2 години никакво решение. Ниедно решение. Кучињата. 2 години не можеме со кучињата да се справиме во град. 2 години со председателката овде се тргачите за стационаро. Имаме пари, немаме пари, ќе го правиме, не го правиме. Има за се решение. Меѓутоа, вие немате решение. Копанки. Заедно се сликавме горе. Му ветивме на битолчани дека во најбрз можен рок ќе се изгради. Си имате качено горе да видите во каква состојба е? Полоше од тоа што беше. Барем тогаш знаевме дека е запален, изгорен. На Вуковар изгледаше, ама каков таков беше. Сега е, демек се гради, ама далеку е од светлото на денот да го видиме. Камионите на Комуналец, градоначалниче. Не знам колку пати. Ми е смачено. Секој петок го снимав камионот Комуналец, не го снимам поќе. Џабе, досаден сум, напорен сум. Не успеавме во 2 години еден камион. И што е најлошо, понудивме решение за ефтини пари. Го сековте, го изваивте. Ја сменавте директорката од Комуналец, донесовте нов директор, пак исто. Ништо не е променето. До ден денес течат камионите по улици и повторно е гнасен градот. На неколку места имаме проблем со фекалите по улици. Знаете колку многу сум зборувал овде. Не можеме да разговараме во 21 век за култура и за модерни вредности кога ни течат лајна по улици, да извините. Во програмата имавте развој на туризмот на Битола. Ветувавте во Битола, многу работи за туризмот. Реализација на програмата за туризам од 2023 нула. Ништо. Дури лани беше на 4 странички, годинава е на 3 страници програмата за туризам. Немаме туризам во Битола. Разговаравме за мурали, графити. Сликавте таму кај што бевте нагости, кај што шетавте, секакви она, имавте предлози, ден денес така остана. Разговаравме за паркинзи, за катни гаражи, за ефтина изведба која што ќе им биде практична на битолчани. 2 години кајат не можеме паркинго да го средиме. Плукале луѓето, па плукат. Плукат. И на крај ова со ревизорски извештај, јас стварно сум запрепастен. Не знам што мислевте со ревизорски извештај. 40.000 денари, да, толку потрошивме. Јас го направив дизајнот, 40.000 плативме за весничето. Што го штампавме и тоа ни беше цела кампања нас. И на Facebook и на Instagram што објавувавме. Толку пари имавме. Не ни даде ни партијата, ни општината, ни државата нас пари. Никој.
И на крајот, ова Сабајле го начекав овде, вика председатели и градоначалници од 44 до 2022 година, на брзина го разгледав сега, во претходниот час време. Ако вратам наназад, од 78 година, 82 пиши вака, нема да спомнувам имиња, председател на извршен совет на општина Битола во период од 78 до 82, ако немало градоначалник. Вика, подпишан договор за изградба на ХМС Стрежево, капитален регионален објект, започнати активности околу изградба РЕК Битола, КЕЦ и 2 блок, пуштен во употреба дом на култура, започнување со Манакиеви средби, вели. Потаму, други понатаму. Капитални инвестиции во Битола. Нема време стварно добро да го разгледам, меѓутоа, за вакви капитални инвестиции ние може да сонваме. Може да сонваме. И јарно, што сте се ставиле сами овде, во книџето, оти ако не се клаевте тука, ќе забораја сите дека имаше градоначалник Тони, што се викаше. Оти до сега ништо не видовме. И ако прочитаме кај вас овде, неголемо достигнување зимската приказна. Не капитални инвестиции огромни. И најмногу ми е криво, што во вашата кампања еден од приоритетите ви беше референдум на локално ниво за битолчани да се изјаснат што сакат и што му треба на градот. Овде јас имав еден предлог, амандман за изградба на гондола на Пелистер, која што едногласно беше поздравена и прифатена од сите советници, меѓутоа сум сигурен дека ако не запнеме да се реализира, вие немате таква желба тоа да се реализира, а најмногу ме боли тоа што се подсмевате на мојата идеја. Најмногу ме боли тоа што мислите дека е глупост. Тоа е градоначалниче капитална инвестиција по која што би можеле да бидете запамтени. И вие, и јас, и овој совет овде. А со крпење на дупки и со кружни текови од времето на двојче кои што еве ги почнеа да се распаѓаат уште непуштени во употреба, нема да се сеќава никој на вас. Ви благодарам многу. Дали некој друг па разбор? Повелете. Благодарам, председателке, почитуван градоначалник. Сакам да се надоврзам на колегата Чулаковски. Значи, издвоив 12 точки од вашата изборна кампања. Значи, пишува нови инвестиции, нови работни места. Не знам дали се размислува тука на работните места кои се вработени преку ВМРО. Нови кружни цекови. Ако мислите на еден што го направивте, и за 2 дена пропадна шахтата и многу револт се створи кај народот, мислам дека не треба да се спомнуваат овие реализации. Нов мултифункционален спортски комплекс го немаме. Топлификација се уште не е во никаква фаза. Ново основно училиште во Битола. И ова е резултат зошто младите се иселуваат. Нова противпожарна зграда нема. Ревитализација и доизградба на рекреативен центар Тумбекафе Смолево. Ова беше во вашата програма. Веќе 2 години во Советот, не знаеме ни дали има идејно решение. Нов парк во Нова Битола со авантуристички содржини. Авантуристички содржини воопшто нема. Создавање услови за отворање на нови конзуларни представништва. Не е воопшто познато. Паркинг за моторцикли во центарот на градот. Градоначалниче, се уште ги немаме. Воведување бесплатни скрининг програми за болести. И ова беше во вашата програма. Субвенционирано вработување на жени од ризично, социјално и ранливи категории. Нема. Комплетна реконструкција и напредување со нови содржини на зоолошката градина, а ние се уште немаме директор таму. Изградба и реконструкција на спортски сали во руралните средини и училишта, се уште нема ништо. Младински спортски школи, градоначалник, воопшто нема. Врвен спорт за лица со попреченост. Отворање на дневни центри. Ако добро се сеќавате, имавме една добра дискусија на почетокот дека
Со Сдруженијето Порака имавме средба со директорите од Скопје да се формира Сдруженијето Порака да формира дневен центар во Битола, каде што 99% од расходите ќе се ги покрива тоа здружение, освен вие да му помогнете со простор од општина Битола од 200 квадратни метри. Но за на крај таа соработка што имавме ние на почетокот, само успеавме со тоа здружение да го преместиме во друга месна заедница, истиот тој објект да го правиме платен паркинг. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, продолжуваме со работа. Сакате збор? Повелете. Само кратко на советникот Илиевски. Повторно ќе го кажам она што го кажав и тогаш. Од самиот мој избор насочен сум кон работата и одговорност која зедов пред граѓаните, заедно со вас, со советничките групи, да направиме нешто за градот. И на тоа останувам до ден денес. Сосема е рано, далеко, макар да сме длабоко навлезени во фолклорот на предизборието. Во таа насока ги тумачам и сите наводи за некакви носители на кандидати, пратеници и така натаму. Многу сме рано и далеко од тоа. Она што можам да го ветам и што го ветив и што го осеќам како голема обврска моја на овие 61 година кои ги носам, дека доследно, одговорно, принципиелно, отчетно ќе се занимавам за подобрување на условите на сите заедно овде во градот. Зашто тоа е нашата иднина и тука сме останале, тука битисуваме, тука се нашите деца, нашите семејства на поголемиот дел ваш. И во таа насока цело време ја барам поддршката. Поддршката не само за гласање, него поддршката како што беше прошлиот изминатата седница во една конструктивна дискусија во која ќе ги размениме аргументите, да едноставно помогнеме колку што знаеме и умееме она што го работиме. Основно е во сето тоа да бидеме со чист образ, во чист образ влеговме во ова работа што се вика политика, со чист образ треба да излеземе. Што се однесува до ревизорскиот извештај, еве председателката го подели, го достави, ќе го видите и вие. Зошто некој извештај, кога зборуваме во делот на транспарентност и отчетност, треба да се погледнеме прво себе си. Зошто некои извештај информации се криеле до сега и не се доставувале до Совет, иако е обврска, па ќе го прочитате и самите. Не сакам да навлегувам во тој дел повеќе и не сакам од ова седница која треба да заокружи една работа на Советот во оваа година да донесеме, секако доколку тоа го мислите, буџет онаков како што сме се договориле или како што мнозинството овде мислат. На останатите прашања писмено ќе одговорам. Овде повеќе се зборуваше за изборна кампања од предизборието, отколку за реализирани работи, а во делот на транспарентноста стојам и на тоа да после празниците, кога сакате, јас сум тука за време на новогодишните празници, ако сакате, после тоа и седница ги направиме исклучително за советнички прашања. И тоа го стои како една од демократските можности. Уште еднаш повикувам да се насочиме кон работата. За кривични пријави, за одговорност, секој има право, денес е тоа најефтината работа, бесплатно се поставува. Секој кој има индици за мене, за било кој член од Советот, за било кој член од јавната администрација, особено, некакви забелешки, тоа да го оставите. Нема криење, нема бегање од таа работа. Се нафативме, велам, отчетно и транспарентно да работиме. Сето друго е политички фолклор. Благодарам уште еднаш. Благодарам.
Продолжуваме со работа. Јас ќе земам збор. Градоначалник, чисто да завршиме. Ако некој дојде тука со политичка реторика, то бевте вие. Ако дојде некој тука со говор за избори, то бевте вие, со ревизорски извештај од избори во 2021 година, каде нигде не пишува дека треба некој на совет да го достави. И ако некој во овој момент го интересира само политиката, то сте вие. И никој друг. Срамота е, како градоначалник, да зборувате за ревизорски извештај од ова говорница, кога имате председател на партија со 2-3 кривични, ревизорски извештај по кој имаат постапено еден куп институции, а вие како градоначалник поддржувате такви директори. Вие како градоначалник имате неколку поднесени кривични пријави, од кои едната е за злоупотреба на европски проект. Затоа нормално е да зборуваме за предизборието, бидејќи некој во овој град ви дал глас, ве изгласал и ви дал можност да го водите. Од денес па натаму, советничката група на поинаку за вас нема поќе прашања, бидејќи знаеме дека се што ќе станете од оваа говорница да ни говорите, ќе не излажите. Исто онака како што вас денес некој ве излажил дека ако извадите ревизорски извештај од 2021, овде нешто ќе постигнете. Трансакцијските сметки на таа ревизија се 3 наши сметки, чинат колку еден службен ручек на директорите ваши во јавните предпријатија. Може и помалку. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Доколку не бара, продолжуваме со работа. Преминуваме на точка број 1. Истата се разгледуваше на Комисија за финансии и буџет на ден 25.12.2023 година со следен дневен ред. Предлог буџет на Општина Битола за 2024 година. Точка број 2. Предлог одлука за извршување на буџетот на Општина Битола за 2024 година. Точка број 3. Буџетски календар за 2024 година. И точка број 4. Предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2024 година. По разгледувањето на материјалот, по точката од дневниот ред, Комисијата за финансии и буџет на членовите на Советот им го поднесува следниот извештај. Материјалот по точките 1 и 2 од дневниот ред, по дискусијата Комисијата го гласаше со 2 гласови за и 1 глас воздржан. Материјалот по точките 3 и 4 од дневниот ред, по дискусијата Комисијата го гласаше со 3 гласови за. Отварам претрес. Дали некој бара збор? Значи сме на прва точка, буџет на Општина Битола. Повелете. Почитуван градоначалник, председател на Совет, колеги советници. Од буџетот, односно предлог буџетот за 2024 година, искрено не очекувам ништо. 2 буџети потрошени над 70 милиони евра, ама видливо нема, освен онај несреќен кружен тек кај ветеринарната станица, сгрешен и то баги сгрешен. Јавни предпријатија во Амбис со никаква идеја како ќе ги покријат загубите. Никаков грант проект не се издействувал во изминатата 2023, веќе измината е. И кога ги гледав резултатите од Бирото за регионален развој,
Там имаше аплицирање јавен повик за финансирање на техничка документација. Грантови до $30,000 и грантови од 30 до $70,000 или големи грантови. Очигледно ние сме многу богата општина, кога никој за големите грантови воопшто не се аплицирало, ниту самостојно како општина Битола, ниту преку регионалниот центар за развој. Во грантовите до $30,000 Битола е на една резервна листа со 72 поени, не е, мислам, ниту избрана, далеко од избрана, во друштво на Кривогаштани, на Чашка, на Чешиново Облешево и Старо Нагоричане, Желино. Дотаму локалната власт, предводена од ДПМНЕ, ја урниса Битола. Нема издействуван некаков грант, ама се направија на човечки напори и наед да се упропасти еден проект Smart for You, со кој требаше да се реконструира објектот парк, нешто што ќе останеше и ќе заокружеше споменичната целина на оној офицерски, кој за малку и продаден ќе беше. Сакам да се навратам малце и на поддршката на централната власт, односно на владата на Република Македонија, кон општина Битола. Градоначалникот го фали Мицковски, а ќе мора градоначалничот да се сликате на подпишување на договорот со премиерот Ковачевски. И то да она влада која е криминална, ваква, таква, никаква. Нема, ама кога ќе се работи за пари договори, нема проблем. Ова општина има континуирана поддршка од централната власт и парите не се од касата на СДСМ, туку се од граѓаните на Република Македонија. Факт е дека 110 милиони денари кои се обезбедени од владата за влезот од Битола во Битола од Прилеп. Вчера лидерот на ДПМН држи пресконференција и се расфрлала со пари како да е тој премиер и кажува се што ќе направил тој за општина Битола. Ќе инвестира, значи си се пофали со проектот од 110 милиони денари, повторно ќе прашам. Има некој кажа на човекот дека е лидер на опозицијска партија, дека нема тој пари во него. Ако му се заблагодаривте, ви кажав и на минатата седница и по фејсбуци, за поддршката што ви ја даде, ама не дојсте чантата со пари, во однос на програмите немаше да се кажа доволно колегите на претходната седница, неисплатени договори, за некакви капитални инвестиции нема, ниту ќе има ни збор. Накратко, хаос во секој сегмент од општественото живење на Битола. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете, Бајковски. Благодарам, председателке, почитуван градоначалник, советници, јавност. Денес пред нас е буџетот за 2024 година на општина Битола. После 20 дена објавата на буџетот имавме комисии. На комисиите се разгледуваја програмите за развој на општината 2024-2026 година. Сите оние едногодишни програми. На претходната седница истите не беа усвоени, заедно согласно препораките на Советот на општина Битола, истите беа променети од страна на општинската администрација, ни беа доставени, ревидирани и пред неколку часа истите ги усвоивме. Сега дојдовме до буџетот. По однос на буџетот кој што се вклучени се програмите,
во интерес на граѓаните, да ги информираме јавноста дека во изминатата, односно во наредната 2024 година, во општина Битола се предвидена се прават 45 улици, од кои исто така е предвидено да се прават на сите оние гаражи кои што беа диво поставени, да се изградат 3 нови паркинг простори со цел уредување на просторот. И исто така е предвидено да се прават и нови спортски терени и спортски реквизити да бидат поставени со комплетна реконструкција согласно најмодерните стандарди кои што во моментот постојат со тартан подлога. Дел од проектите беа понудени од страна на дел од советничките групи, тука дел од барања кои што ги доставува граѓаните. Во интерес на јавноста, бидејќи дел од граѓаните сакаат да знаат кои улици ќе бидат правени во 2024 година, бидејќи до сега вака никогаш не била обемна развојната програма, благодарение на сите советнички групи кои што се тука присутни. Тука се вклучени сите проекти кои што беа поднесени и амандмански кога беше ребалансот и беа проектирани во 2022 и 2023 година. И добро е во интерес на јавноста да ги прочитам, да ги знаат граѓаните на кои улици ќе работиме во 2024 година како општина Битола. Општина Битола подразбира Совет на општина Битола, општинска администрација, јавни предпријатија, градоначалник. Завршување на коловозот на улица Крушевска Република. Се надеваме со кревањето на рефлекторите, конечно ќе биде завршена улицата Крушевска Република. Реконструкција на 10 улици во Горно Оризари. Реконструкција на локален пат од село Трново до граница на Национален парк Пелистер. Реконструкција на коловоз дел од улица Даме Груев во населба Мал Парис покрај пругата. Реконструкција на коловоз на улица 16 покрај јавното предпријатие Водовод. Реконструкција на коловоз на дел од улица Индустријска Буримечка од влез во населба до мостот на река Курделец. Реконструкција на улица Довлечик со кружен тек влез од Охрид, преостанат дел. Изградба на паркинг простори кај Декорпот, улица Романија и Ад Пазар. Реконструкција на коловоз на улиците 150, 170 и 210. Реконструкција на коловозите на улиците 11 март, Козара, Панде Николов и Димитрije Туцовиќ. Реконструкција на коловоз на локален пат за село Сапари до фабриката. Реконструкција на коловоз на Краци на улица Буковски мост. Реконструкција на коловоз на улиците Владко Миленковски, Паца Ванчова и Гаврило Принцип. Изградба на улична мрежа во село Карамани. Реконструкција на коловоз на крак 1, 2 и 3 на улица Даме Груев во населба Мал Парис. Реконструкција на коловоз булевар 1 мај од Црмост до улица Столарска. Ова е улицата наспроти општината. Реконструкција на коловоз на улица 7 бригада. Изградба на улица кај Дулие, Лидл, што треба да се гради новиот трговски центар близ. Реконструкција, односно изградба на коловоз на дел од улица СРУ 5 до спортската сала, продолжување на СРУ 5 каде што застанавме оваа година. Реконструкција на коловоз на улица Караорман. Реконструкција на коловоз улица 8 септември, влезот од страната на Скопје. Тука сме доблесни да признаеме дека 2/3 од финансиските средства се согласно амандманите кои што беа усвоени во Собранието на Република Македонија и 1/3 со средства од буџетот на општина Битола. Улица Панде Кајзеро, реконструкција на коловоз. Реконструкција на коловоз на улиците Љубојно, Мукос и Петта. Изградба на коловоз до црква во село Крклино. Реконструкција на коловоз на улица Христо Ботев. Реконструкција на коловоз на улица Леринска. Реконструкција на коловоз на улица Нико Фундали. Исто така, изградба на коловоз на улица на СТУ1 Варамо 4 дел. Реконструкција до завршување на улицата покрај светонеделските гробишта за 2024 година. Исто така, реконструкција на спортски игралишта во Брусничка населба. Реконструкција на спортски игралишта во Елпида Караманди. Исто така, до завршување на детската градинка Варама, согласно случениот договор. Првичниот случен договор, после тоа ќе следува нов договор. Исто така, за сите овие улици, кои што претходно ги набрав, следи промена на канализација и на водовод. Во однос, она што каже и колешката Захариевска, дека општина Битола не добивала средства од Бирото за регионален развој. Во интерес на јавноста и на колешката да биде информирано. Таму,
во Бирото за регионален развој има неколку програми каде што општините можат да аплицираат. Согласно тоа, општината има добиено 2 проекти. Едниот проект издадено одобрение за градба пред непол месец. Изградба на, односно колекторот на Пелистер, пола средства се на општина Битола, пола средства се од Бирото за регионален развој. Ќе отпочне градбата согласно временските услови наредната година, бидејќи таму е специфичен терен. Исто така, наредната година ќе отпочне реализацијата на рекреативниот центар Тумбекафе Смолево, дел финансиски средства на општина Битола, дел средства на Бирото за регионален развој. Овие проекти се одбрани врз основа на измените на Законот за рамномерен регионален развој, врз основа на регионални буџетски, односно регионални проектни форуми, каде што учествуваат вработените од страна на општинската администрација, а потоа се одобруваат од страна на Советот, регионалниот совет за регионален развој, кој што функционира во рамките на Пелагонискиот плански регион. Во однос на тоа што обвинувате дека општина Битола во 2023 година немала ниту еден европски грант, од каде би се донесле дел финансиски средства, доблесно да се признае дека во 2023 година ниту еден јавен повик, ниту од прекограничната соработка помеѓу Македонија и Грција, Македонија и Албанија не беше отворен. Доколку беше отворен, некоја прекогранична програма, општината Битола ќе дојде стручните служби тука и ќе требаше да се донеси одлука на совет за учество на проектот, во која оска би аплицирала општината. Таму има повеќе оски, има туризам, животна средина, економски развој и други. Затоа треба точно и во лице да се кажуваат работите, со цел да не се доведуваат граѓаните во заблуда дека имало грантови кои што се нуделе од прекограничната соработка помеѓу Македонија и Грција, Македонија и Албанија, а општината не ја аплицирала. Немало повик и затоа не учествувала општината. Претходно општината, без разлика која локална самоуправа раководела со општина Битола, дали тоа било ВМРО-ДПМН или СДСМ, секојаш општината Битола учествувала на прекограничните повици кои што се достапни средства, бидејќи има луѓе во општината кои што работат на европски проекти, имаат некакво искуство и аплицирале. Сите ги знаеме кои се тие луѓе тука во општината, кои што работат и повеќе работи, не се само на тоа насочени, со цел да не ги споменувам со име, да не ги изоставам некој кој што се, ги поздравувам сите кои што работат на тие европски проекти, без разлика која локална самоуправа е на власт. Ви благодарам. Благодарам. Повелете. Реплика сакате од и колешката има. За реплика затоа му дадов. Повелете. Колега Бојковски, не, јас не спомнав проекти за меѓугранична соработка. Спомнав, значи, од Бирото за регионален развој. Ви спомнав јакнење на општинските капацитети за имплементација на проекти фаза 2, односно јавен повик за финансирање на техничка документација. Тоа го спомнав. Не ме разбравте убаво. Благодарам. Чекајте, не ви додав збор. Прво ќе прашате, после можи. Ама јас дури да се свртам, вие пред говорница сте. Повелете. Благодарам. Кратко само, за да ни стане на сите појасно, бидејќи и на граѓаните, значи на техничкиот повик, односно за изработка на техничка документација, кој што беше повикот од страна на Бирото за регионален развој преку Швајцарската агенција за развој и соработка, се одлучува на ниво на регион. На ниво на регион, градоначалниците од Пелагонискиот регион одлучија дека ќе помогнат општина Крушево за изработка на техничка документација за водовод. За изработка на основни проекти за водовод. На ниво на градоначалници, од 9 градоначалници, 9 гласале дека треба да се подпомогни
општина Крушево, поради помалиот буџет и проекти бидејќи немаат, ќе се прави водоводни, односно основни проекти техничка документација за водовод. Без разлика со тоа што се одлучува со двотретинско мнозинство одлуките кои што се носат во планскиот регион, каде што мнозинството двотретини го има градоначалници кои што се избрани од ВМРО ДПМН, се сложиле градоначалниците да му дадат поддршка на градоначалникот од Крушево, кој што доаѓа од редовите на СДСМ. Тоа е само техничка информација за вас и за граѓаните. Ви благодарам. Благодарам. Повелете, колешки. Почитуван градоначалник, почитувани присутни, денес на дневен ред е буџетот на општина Битола за 2024 година, но сакам да се навратам прво на 2023 година, од моментот кога почна да се нижат измените, дополнувањата и ребалансите на буџетот. Како примери ќе ги земам ставки и од приходната страна и од расходната страна. Од приходната страна ќе зборам за движењето на приходот, односно данокот на имот. Кога се носеше буџетот за 2023 година, данокот на имот беше предвидено да има вредност 65 милиони, односно да се остваруваат приходи во вредност на 65 милиони, а за правни лица вредноста е предвидена да биде некаде околу 35 милиони. Со првиот ребаланс за физичките лица се намали данокот на имот од 65 милиони на 60 милиони денари, а за правните лица од 35 милиони на 30 милиони. Знаеме дека во оваа година данокот на имот се пресметуваше по многу повисоки стапки, меѓутоа кога дојде на ред првиот биланс, јас го поставив прашањето зошто има намалување од 5 милиони и во едниот и во другиот данок на имот. Одговор добив дека заради приговори кои ги поднесува и правните и физичките лица, во смисла дека постоеле правни основи за корекција на тие решенија, се изврши и намалувањето на овој данок. Со вториот ребаланс се зголеми планираниот данок на имот од 60 милиони на 67 милиони за физичките лица, а за правните лица остана ист, односно 30 милиони денари. Ова зголемување од 7 милиони денари на данокот на имот на физичките лица се случи во 11 месец, значи да се очекува дека за месец и пол ќе се наплатат 7 милиони денари по основ на овој данок е нереално. Интересно е дека во новиот буџет за 2024 година данокот на имот за физичките лица не остана ист како што се планираше со последниот ребаланс 67 милиони, туку се намали на 60 милиони. Додека пак данокот на имот за 2024 за правните лица се намали уште за нови 5 милиони денари и во 2024 година ќе изнесува 25 милиони. Се прашував кога сгреши администрацијата при планирањето. Дали во 2023 или 2024 година. Моја проценка е дека без да има реална основа, на нови приходи од 7 милиони денари се зголеми данокот на имот во 2023, не се планираше по некој реален показател, туку планирањето беше по нечија желба. Не само за оваа ставка од приходите, туку и во поголем дел на буџетот. Истото се случуваше и со развојната програма, ако ја збораме страната на расходите. Од првиот ребаланс до денес се правеше промена на буџетот, па се менуваше и вредноста на развојната програма. И тоа по години, затоа што знаеме дека развојната програма се однесува за 3 години.
се менуваше висината на оваа програма и одеше по нагорна линија, посебно откако беа додадени амандманите кои беа поднесени во првиот ребаланс. На последниот ребаланс кој што се случи негде пред месец и пол, тука беше присутен представник од службите и кога пресметувавме колку ќе биде вредноста на развојната програма, утврди дека висината на развојната програма, онака како што ја пресметуваше, не беше одржлива. Тоа значи дека мислам дека пресметуваше негде над 500 милиони денари и заради тоа имаше реагирање од незината страна кон лицата кои што се одговорни за креирањето на овој буџет, меѓутоа реакција немаше некој тука да каже дека таа вредност на развојната програма е неодржлива и дека мора да се прават некакви измени. Таа седница помина, никакви приметби јавно од оваа говорница немаше. Меѓутоа, кога се дадоја материјалите за 34-та седница, ние добивме ребаланс, каде што во 2023 година вредноста се движи негде околу 226 милиони, со образложение дека оваа вредност на развојната програма е одржлива, меѓутоа за 2024 година се предвиде и се испланира развојната програма да има буџет од 622 милиони и 380 илјади денари, додека во 2025 година 500 милиони и 177 илјади денари. Материјалите кои што ни беа доставени, немаше усогласеност помеѓу програмите и буџетот. После една маратонска седница се прави нова измена на развојната програма и денес изгледа вака. Во 2023 година развојната програма ќе изнесува 308 милиони денари, во 2024 588 милиони денари, а во 2025 500 милиони денари. Мојата дилема е, ако со 427 милиони кои беа предложени и се покажа дека се неодржливи и настана намалување на развојната програма, што ќе се случува во 2024 и 2025 со суми кои што се поголеми од 427 милиони. Очекувам дека и 2024 и 2025 ќе има вакви бурни расправи, ќе има и комисии, а и седници кои што ќе траат многу долго, доколку со време не се одлучи што ќе се прави со развојните програми во 2024 и 2025 година. На крајот, како ќе се реализира овој буџет, ќе следиме во наредната 2024 година, ќе ги анализираме сите квартални извештаи и се надевам дека ќе го извлечите најдоброто. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Валете. Благодарам, председателке. Почитувани колеги советници, градоначалник. Буџетот секогаш како точка на дневен ред навистина е тежок за дискусија, затоа што кога ќе поставиме првото прашање, дали овој буџет е развоен. Јас пробав и во годините уназад да укажам на работа и го гледам и сега, дека ако не видовме развој во 2022, во ова 2023 не, што можеме да очекуваме од 2024 година. Она што се ветуваше предходно, се наоѓаат дилеми, раскоси
разговори дека не е реализирано од X причини. Меѓутоа, пред малку и пред мене што и колешката зборуваме за бројки кои што не се реални, почитувани граѓани, за реализација, меѓутоа не е проблемот колку бројки, туку на што ќе ги потрошиме. Дали ќе ги потрошиме на развој? Ширан градоначалник имавте една ситуација, велевте во програмата, ако се сеќавам, викате професионализација на општинската администрација. Тоа, почитувани граѓани, не е голем проблем. Јас во буџетот не гледам таква работа. Иако имаме 20 милиони денари за зголемени, за привремени вработувања, вакви и такви, но тоа мора да се случи. Гледаме дека многу од представниците на комисиите веќе се во одминати години, треба да ги одминат некои млади, нови, кои што ќе предложат програми и ќе ги објаснуваат и ќе ги образлагаат пред било кои советнички мандати во иднина. Значи, треба да создаваме иднина. На ние здрава и жива Благица, еве тука е години и стално се расправаме, ама една, ако е болна, немаме седница. Значи, човечки кадар капацитет немаме. За да почнеме да функционираме. Еден оглас правевме за климите беше најбитно. Ни падна системо, софтверо, па зборавме со колегите, дај, немојте само да влажуваме во луѓето за во што се за информатичари, нека биде за сита целоопштинска администрација. Ти сега ти текнало да збораш и така натаму. И еве дојде на моментот дека ќе треба луѓе во сите институции. Затоа што треба да се следи текот. Велиме развојна програма 2024, 2025, 2026. Ако ние збораме сега за 2026, не е вработен, тој што треба да збора за 2026, тој не знае. А тој треба сега да почне за во 2026 би во тек во таа работа. Затоа, почитуван градоначалник, овде немаме развој. Прво, човечки капитал. Второ, нешто што би сакал да го зборам е мора капацитативно да вложиме во институцијата, не само општина и сите негови делови, училиштата, образованието и така натаму. Меѓутоа, во капитални објекти што ќе носат или што ќе се бидат од интерес. Бројат колегите улици, улицата, како улица секој пат сум дискутирал со градоначалникот и предходниот и пред. Таа ќе се оштети и повторно ќе се реконструкција. Не се нови, ние правиме реконструкција на постоечките улици, не правиме нови, освен тие што се во арамијата, што мислам поранешната армија ќе што ги прави. То да, меѓутоа не зборуваме за нешто што ќе му помогне на градот. Еве сега имаме ситуација на нешто добро, изградба на топлификација, зад над градот готово, не може да се движи. Немаме помошни улици. Ќе го правиме влезо на градот, не можеме другиот и нема од кај да се движи ништо. Значи тука имаме проблем во развојот на градот. Капиталните објекти. Друго, налага крачењето, но нитоа вложувавме сите. Дали овој буџет е родово сензитивен? Кога мислам родово зборам, не мора да биде машко и женско полово, повозрастни, помлади, потребите дали ги имаат истите. Дали ги имаат личата со повеќаности, дигиталните услуги. Зборувам за дигитални услуги, ми е непријатно кога ќе спомнам, меѓутоа уште немаме на автобуските, тоест немаме јавен транспорт, а не за автобуските, а дневниот ред. Кога ќе дојде автобусот, кога ќе си замени. Толку си спечатат да се пластифицираат ливчина. Тоа е многу битно за времето на граѓанинот и така натаму. А ние влегваме во некои детали што мислам дека на граѓаните му е збоктисано, а сакат едноставност. А таму и во тоа е гениалност, да биде поедноставно. Ние не почнавме од постојките да ги следваме. Значи таму седат луѓето, чекаат автобус, треба да на работа, не знаат точно. Никако, ни шо, ни зошто. И ги напоменуваме проблемите, меѓутоа никако да ги решаваме овие малите.
Зборуваме за копанки, за мултифункционален спортски објект, за пожарни, за сите тие работи. Нека се движат. Јас многу пати велев, дај Боже да ги видиме. Меѓутоа, зборуваме за нешто екстремно, што општина Битола нема реално капацитет да го реализира во моментот, така како што е. Меѓутоа, овие малите, зошто да не ги завршиме? И да не биде само дека критикувам некои работи, бидејќи навистина во цела оваа година мислам дека доволно си изназбора ви знамачив за сите работи, ќе ми извините, меѓутоа не е за мачење, туку за она што мислев да го коментирам за граѓаните. И сега во овој буџет имам неколку работи кои што сакам да ги предложам да се променат. Нормално, доколку има простор за промена, сака градоначалникот, општинската администрација и така натаму. Имам 4 амандмани. Ситуацијата во општината и во државата и во регионот и сите тие работи се случија дека се нарушува безбедноста. Бидејќи имаме физибилити студија за одржување на камерите за парковите и зеленилото. Кога прашував тогаш, велеа дека таа може нормално да се апдейтира, само се приклучат камери и така натаму. Нека се зголеми таа. Значи во економски развој слушнавме пред малку на комисиите дека се префрлила финансиските средства од животна средина во економски развој. Секое основно училиште и средно училиште да има видеонадзор. Тоа е мојот амандман. Финансиските средства тоа не значи дека одма секое наеднаш, значи таа физибилити студија одма да биде прилагодена за училиштата. Основните и средните. Тоа е првото нешто, бидејќи времината се менуваат, потребите нормално се менуваат. Тоа не значи дека ќе нарушиме приватноста, ќе се гледаат луѓето и така натаму. Во не дај Боже да има случај, луѓето ќе нема да се креват паники, ќе си имаат начин како да се тоа регулира преку нормално институциите кои што работат. Втора работа што би сакал да делуваме во делот на туризмот. Ја спомнав на комисијата за спомен обележја и ја кажав таа идеја. Мислам дека не е скапа, изводлива е. Добро е што некнина се засади дрвце за како секој добитник на 4 ноември. Бидејќи нашата ни е широксока кулица во која што се движиме, живееме и така натаму. Тоа е нашето покажување на голем човек. Моето размислување е дека таму врвиме како битолчани, би сакал и мое размислување, ако се прифати амандман е да се изработи за секој добитник 4 ноември до сега колку што ги имало и во иднина по една плочка на која што ќе биде изгравирано името и презимето добитникот. На наградата. Нека бидат и не само 4, други што едноставно заслужиле за градот. Тука ќе знаат, ќе врват луѓето, ќе прошитаме приказ да видите. Знаете, турата врви низ градот, меѓутоа не знаат дека многу наши стакнати луѓе не се во, да речем, во тој домен. Не знам. Ајри Демировски. Немаме споменик моментално на него. Меѓутоа, ако има, не треба да оди во паркот да види кај бил добитник или така натаму, или дал за Битола. Мислам дека е добро место така работа. За секој нареден, па нека биди. Цел широк со как дај Боже се истакнати личности и во иднина. Од спортската сала, спортски работници кои што се дале за градот, па до сад кулата. Секој во свој дел. Кај театарот и така натаму. Се е широк сокак. Апсолутно мислам дека дрвцето како дрвце нека стои, нека биде засадено, но ова останува нешто што ќе биде. Втора работа е спортското игралиште кај ДТВ Партизан. Како трета амандман е да биде на песок. Летно игралиште. За одбојка, ракомет и фудбал. Значи тоа е на лето, само ќе треба на еден најлон да поставиме, туриме песок и нова содржина во кој што ќе дечината и повозрастните ќе играат нова спортска содржина. Ретка во Македонија, меѓутоа интересно е ракометот на што играат на плажа или одбојка на песок.
Значи тоа не кошта многу, меѓутоа е добро, интересно, отворено во летниот период и ќе биде на нова содржина во спортските делови во кои што апсолутно ќе може, значи игралиштето го имаме, само го приспособуваме, треба само песок да му туриме, ништо повеќе. Мислам дека не заема многу финансии, а ќе биде нова содржина во делот на спортот. И тоа ќе биде запамтено како тој дел дека ќе биде за таа работа. И последната работа што ја барам и амандмански е ставање во функција на возилото за лица со попречености. Го имаме во градот, во општината тука, не знам што треба, регистрација, шофер, било што, мора во функција се стави. А ако не може општината, нека се даде на здруженијата, на заедницата, лицата за попреченост им треба. Може со начин да се најди, да се потпише меморандум, тие ќе си го одржуваат, тие ќе си го прават, се едноставно им треба. Распоредот ќе си го врват, возилото ги стои веќе, набавено е од 2020 година која го функционира, го работев тој проект заедно со Симона, го добивме, седи, не е во функција. Градата е 4-та година, после ќе биде безпотребно. Затоа, мојот амандман се стави во функција, нека се стави на било кое сакате одберете здружение на граѓани. И здружение граѓани, мислам, тие се официјални, не се ни здружение, туку се оформени од државата, зборам и со попречености за било кое здружение, сега не ги именувам, бидејќи одма ќе дојде конфликт околу таа работа. Имаме и регионален ресурсен центар и така натаму како општина Битола, нека го ставиме и нека го пуштат во функција. Овие се мои 4 предлози, кои што мислам дека не фаќаат финансиска импликација, меѓутоа фаќаат 4 делови. Тоа е, едниот е делот на безбедноста со снимањето, второто е на туризмот, третиот дел е во спортот и четвртиот дел е во делот на лицата со попречености. Работи кои што мислам дека може да се инкорпорираат и дека во текот на годината ќе дадат придонес на граѓаните, а после тоа, се до тоа ќе има ефект и општината. Меѓутоа, заклучно во секој случај морам да признам пред граѓаните и да кажам дека навистина очекува поголема комуникација ова 2024 година при креирање на буџетите, така се договоривме минатата година, дека на комисии ќе се креира буџетот, меѓутоа не дојдовме до тоа. Од кои причини не знам, без оглед што се случија 3 ребаланси на буџетите, кажевме дека можеме да ги менаџираме работите, меѓутоа се изгубивме во довербата и на крај имаме за жал уште еден неразвоен буџет во кој што имаме финансиски средства за многу квантитативни проекти, меѓутоа реално прашање е дали ќе ги реализираме. Прво имаме изборен циклус, имаме други проекти кои што се поклопуваат и не ќе можеме, кога ќе спомниме некои улици, ќе правиме сега кај Малпарис, а моментално врви топловод, ќе правиме таму, а ќе му затвориме пато. Значи не можеме некои работи да ги реализираме моментално и адекватно. Тоа значи граѓани ви кажуваме, ќе правиме и после по 2 месеци, бе докај сте, абе сега знаете, врви топловод. Немојте, најлошо е да ветувате, или ќе правиме, не знам, покрај Партизанска или во СРУ-5 или така натаму. Знаеме кои проекти не чекаат. Знаеме кои предизвици ни работат и ние и понатаму таргетираме места во кои што не можеме да ги реализираме. Затоа недовербата кај граѓаните е голема, ама ние како политичари мораме да говориме јавно дека мораме да ги промениме нештата. И затоа, почитувани граѓани, една работа ќе се промени во 2024 е тоа што ветивме граѓански концепт и буџет по мерка на граѓаните. Затоа, се ова што се ги коментираме и амандмани и во текот на делувањето на буџетските средства,
не само по проценти да ги слушаме кварталите како се реализирале. Можеме да најавиме, градоначалник, дека без оглед како ќе планирате ребалансот, значи во иднина се она што нема да биде реализирано, наредната година да сме здрави и живи, ќе мора да се реализира. На еден или ваков начин, дали ќе биде инај, дали ќе биде некој, изборите ќе завршат, ќе спласни тензијата и тогаш мислам дека само она што ќе се заложува на вистински да се развие Битола ќе победи. Така да суетите за вакво буџетирање треба 10 да ги намалиме на кец и да кажеме пред граѓаните дека треба да работиме. И тоа ќе се види многу брзо. Првиот, вториот месец, затоа ќе влеземе во кампања, тоа уште повеќе ќе се големи риториката, ама реализацијата ако не биде, нема да има избор овој совет како поинаку да делува. Се повеќе и повеќе ќе има разочарување од нереализација на проекти, ќе има притисок кај граѓаните и ние како советници, ние сме политички избраници меѓу граѓаните, ќе не прашуваат и тие што се од ВМРО да поманае со програмата до кај сте со дали го реализиравте. Не, оправдувањата нема да врват ниту еднаш повеќе. Затоа најубаво е да се делува во советот овде. Нити по 2023 беше година во која што зборувавме за буџетот преку медиуми, преку телевизија. Мислам дека тој начин на практицирање треба да го заборавиме. Пробавме, потешко ни одеше, меѓутоа овај пат ако сакаме и ако видиме дека некои работа наистина не се реализираат, треба да ги направиме поефективни. Пред се мислам на капиталните инвестиции. Велиме буџет, ќе потрошиме, не знам, 30 кусур милиони евра, 35 милиони евра, нормално, тие се дел за плати и така натаму, меѓутоа, се она што доаѓа како финансиски средства за општина Битола, ако уште во првите 4-5 месеци не го гледа светлото на денот, секогаш велиме, имаме уште време за градежната сезона, па после велиме, ни дојда порани дождови, па не е сега моментот и така натаму. Многу хајде ќе го речам напумпан буџет, меѓутоа пак ќе видиме. Разочарувањата од претходните 2 години мислам дека ќе се слика до 2024 година. Меѓутоа една работа има советот. Тоа да не се повтори. Затоа, почитувани граѓани, ставот е тој дека се она што нема се реализира, советот е тука кој што навистина ќе стои позади вас. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Јас ќе земам збор. Колега Корлевски, инспирација ми бевте, затоа станав. Поинаку ќе ви ги поддржи сите амандмани, исто онака како што ги поддржуваше досега предлозите на сите други советнички групи. Меѓутоа морам да ви кажам, колега Корлевски, дека само изгласани ќе останат. Би сакала да се надополнам на оно што го кажа колегата Бојковски, кој не ги читаше улиците тука. Се е супер, колега Бојковски, и треба да се прат улици, меѓутоа тоа е редовна работа на општината. После говорот на Чулаковски, мислам дека никој не треба поќе ништо да каже, бидејќи се кажа. Ке ве подсетам на сите безрезервни поддршки што сме ги дале во овој совет и на сите предлог наши проекти кои сте ги гласале, сте ги усвоиле, сте ги вметнале во програми, во буџети и не сте ги реализирале. Ке ве подсетам дека денес оваа седница се пренесува во живо благодарение на еден проект за зајакнување на
општинските совети, за кои добивме средства од UNDP и за кои општината има обврска на официјалната страна на општината да објавува она што работи советот. Во последните 2 години на официјалната страна на општина Битола, освен дека Габриела Илиевска не чини, ништо друго немате објавено, и тоа значи дека дури и тие пари не ги заслужуваме. Јас знам дека е запознаен колегата Бојковски и дека е упатен во проектите. Ако лажам, нека ме демантира, нека ги отвори условите за аплицирање на вакви проекти и нека потврди дали таму не пишува дека општина Битола е должна на страната на општината да објавува што работи советот. Една одлука од овој совет не е објавена на официјалната страна на општината. Иако, откако ќе завршат неколкуте точки, ќе го читам извештајот, замислете, во изминатата година овој советот кој блокира донел 230 одлуки, од кои 90%, може би повеќе се едногласни. Донел 62 програми, донел завршна сметка, 224 решенија донел. Донел 153 заклучоци, 2 измени и дополнување на буџетот, 1 буџет и 2 стратегии. Замислете, овој совет кој една година наназад е црна точка во сите медиуми представена лично од градоначалникот, работел и одржал 13 редовни седници и 4 вонредни седници. И си ги заработил сите оние надоместоци кои му следуваат. Повеќе наша поддршка нема да добие ВМРО ДПМН, и ова го кажувам јавно, се додека не разбери дека во овој град мора да се работи поинаку. Различно од секогаш до сега. Секој кој сака да тера по истиот начин партиски, со притисоци, со закани и без напредок на градот, ниту сакаме да биде заедно со нас, ниту имаме намера да го поддржиме. Секој оној кој сака да работи во развој на градот, ја има нашата поддршка и во било кое време ќе ја добие истата. Ви благодарам. И за на крај, ќе ве замолам, фере, да му се извините на колегите кои претходната седница ви изгласаа ребаланс, да му се извините и да не ги плукате на секој дека се со некој во коалиција. Овде постојат возрасни луѓе кои гласат според собствено убедување. Бидејќи вас, кога ви чини некој да ви гласа, тогаш може. Кога не ви чини да ви гласа, тогаш е против вас. Не зборам за поинаку, поинаку има завршено со тие работи, бидејќи ние видовме колкав ви е капацитетот за соработка. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, 5 минути пауза да се разгледат амандманите. Продолжуваме со работа. Пред малку државме комисија за финанси. Благица, те молам, ако може да го добиеме образложението. Како заклучок од амандманите на советникот Королевски, значи имаме елаборат за поставување на видеонадзор во основните и средни училишта, промена на плочки кај спомен обележијата, потоа Пела Линк да го стави возилото за лица со попреченост во функција и кај Партизан ДТВ доколку е можно, значи да се обезбеди во еден дел песок за спортски активности на децата и возрастните. Сите овие 4 предлози, значи да влезат како заклучок дека ќе бидат
ќе се види можноста да бидат ставени во програмите во наредната година, како измени во наредната година во програмите. Ти благодарам, Благица. Би сакала тој заклучок да го ставиме како предлог за гласање. Дали кој е за предложениот заклучок од страна на Комисијата за финанси, сите овие предложени амандмани да се разгледат на следна седница по програми онака како што има предвидено во на самата Комисија за финанси. Кој е за ваквиот заклучок, ве молам да крени рака. Констатирам дека заклучокот е изгласан едногласно. Минуваме Во делот на Повелете. на левица на предлозите. Значи имавме субвенции за стерилизација на домашни миленици, кои би требало да се разгледат дали би можеле да бидат ставени исто како заклучок во програмата за благосостојба на животните. Влезовите за лица со попреченост, значи во институции, државни институции, потребно е да се извршат дополнителни анализи за смирување на сообраќај од кај основните и средните училишта, веќе ова активно се влезена во програмите, и ослободување од комунали за лица кои немаат покрив над главата, исто така треба да се извршат дополнителни анализи, за да можат да се Ви благодарам. Минуваме, претресот е затворен. Минуваме на гласање. Точка број 1. Предлог буџет на општина Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Дваесет за, против 2, воздржани 3. Констатирам дека точката е усвоена. Минуваме на втора точка. Мислам дека заедно ги гледавме точките, нема да има расправа, така? Точка број 2. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 26 за, против, воздржани. Констатирам дека точката е усвоена. Точка број 3. Буџетски календар за 2024 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Дваесет против, воздржани 2. Констатирам дека точката е усвоена. Точка број 4. Предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2024 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 5. Извештај за работата на Советот на општина Битола за 2023 година. Се гледаше на која комисија, на мандатна или не се гледаше? Добро. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 6. Програма за работа на Советот на општина Битола за 2024 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам едногласно. Почитувани членови на Советот, извинете, иницијативите. Точка број 7. Фала. Иницијатива за поставување на средства за забавување на сообраќајот пред сите основни и средни училишта. Кој е за ваквиот предлог? Отворам претрес, повелете. Ајде. Благодарам, председателке, почитувани колеги.
Сакам да се изјаснам во однос на две наши иницијативи. Имавме кратка координација и каде што се утврди некои работи на Комисијата за финансии и буџет. Значи, иницијативата за ослободување од плаќање на комунали за градба на семејства кои немаат траен дом, за заштита од злоупотреби, сакаме да ја пратиме на наредната седница, преформулирана. И другата иницијатива за поставување на средства за набавување на собраќаи пред сите основни и средни училишта, повторно ќе мислам со цел да добиеме повеќе информации околу оваа иницијатива, ќе испратиме барање до засегнатите институции за подеталност на иницијативата, па затоа ќе ве замолам околу овие две иницијативи, ако може да ги гласаме воздржано, за да добиеме малце простор и да можеме да ги преформулираме за во текот на наредните седници. Благодарам. Благодарам. Точка број 7. Иницијатива за поставување на средства за забавување на собраќајот пред сите основни и средни училишта. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? Воздржано? Точка број 8. Иницијатива за издвојување на средства од буџетот на општина Битола за 2024 година за субвенции за стерилизација, кастрација на домашен миленик. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Повелете. Благодарам, председателке. Чисто да ги образложам двете точки, се надевам дека не е проблем ако ги образложам двете во ова. Околу милениците, сметам дека со субвенционирање на стерилизација на домашни миленици ќе се намали и бројот на бездомни животни, затоа што токму од домовите на тие што згрижуваат миленици, а се несовесни, доаѓаат кучината по улиците. И сметам дека истата би можело да се вклопи во програмата за бездомни животни, како што нагласи Благица. А за следната иницијатива за градежно прилагодување на влезовите на јавните објекти за непречен пристап за инвалидни лица, сметам дека грижата за лицата со инвалидитет од наша страна никогаш не е доволна. И затоа сметам дека потребно е во секоја институција да им обезбедиме пристап како што треба. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за ваквата иницијатива? Ве молам да крени рака. Сега ќе гласаме за ова, така за бездомните, да. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека точката е усвоена. Следна иницијатива за градежно прилагодување на влезовите на јавните објекти за непречен пристап за инвалидни лица. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор, бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака, бидејќи предлагачот се изјасни дека ќе бара преформулирање, колку што разбрав, бара да биде воздржано гласана, така? Кој е за? Нема. Против? Воздржани? Констатирам дека иницијативата не е усвоена. Точка број 10. Иницијатива за ослободување од плаќање на комунали за градба на семејства кои немаат траен дом. Исто така добивме образложение од подносителот. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? Воздржани? Констатирам дека точката не е усвоена. Почитувани членови на Советот, почитуван господин градоначалник, почитувани гости и представници на медиумите, Советот на општина Битола во текот на 2023 година, како и претходната година, работеше во вршење на своите надлежности утврдени во Законот за локална самоуправа, статут и деловник на Советот на општината.
а со цел создавање ефективна и ефикасна локална самоуправа која ќе овозможи подобрување на услугите што им ги испорачуваат на граѓаните. Советот, реализирајќи ја својата програма во 2023 година, континуирано работеше во разгледување на материјали, донесување на соодветни акти со кои се разработуваа одредени прашања за извршување на законите и другите прописи, при тоа создавајќи услови за успешно функционирање на органите на општината, општинската администрација, јавните претпријатија, јавните служби, установи и друго. Во 2023 година беа усвоени материјали и донесени голем број на нормативни акти со кои беа регулирани надлежностите на општината. Почитувани присутни, во оваа година Советот на општина Битола одржа 13 редовни седници, 4 вонредни седници, на кои беа разгледани 631 точка материјали и беа донесени следните акти: одлуки 230, програми 62, правилници 2, завршна сметка 1, решенија 224, заклучоци 153, измена и дополнување на буџетот 2, стратегии 2, акциони планови 2, план за работа 4, потврда за утврдување на урбанистички проект 1, буџет 1, буџетски календар 1. Најголем дел од материјалите беа предвидени со програмата за работа на Советот за 2023 година, но имаше и материјали кои не беа предвидени, па во текот на годината се јави потреба од нивно разгледување, а потоа и нивно освојување, односно донесување. Сите материјали и акти разгледани и донесени на седниците на Советот претходно беа разгледани на седниците на работните тела, односно постојните и повремените комисии, во чија работа, како што знаете, покрај членовите на Советот беа вклучени на други надворешни лица, како експерти вработени во општинската администрација, лица од локалните јавни предпријатија, установи, организации, здруженија, поединци и друго. Почитувани членови на Советот, даден ви е преглед на програмски активности реализиран на седниците на Советот во текот на 2023 година. Како председател на Совет, во текот на 2023 година се грижев Советот да работи транспарентно и да создавам услови заедно со другите членови на Советот, сите заинтересирани субјекти да имаат слободен пристап и увид во работата на Советот. Тука пред се мисли на поединци, невладини организации и други субјекти со кои е разговарано и им е овозможено да изнесуваат проблеми и да даваат своји мислења, предлози и слично. Согласно моите законски, статутарни и деловнички надлежности како председател на Совет, се грижев за редовна и нормална комуникација со сите членови на Советот, со сите координатори на советничките групи и со председателите на комисиите. Мојата канцеларија беше отворена за комуникација со граѓаните на општина Битола и со сите други кои имаат желба тоа да го остварат. Зборувајќи за транспарентноста во работењето на Советот, сакам да го истакнам огромниот придонес што го дадоа медиумите кои овозможија како и претходните години и оваа година седниците на Советот и неговите работни тела да бидат јавни, отворени и достапни до граѓаните, со што на граѓаните им овозможи пристап кон основните информации за услугите што им ги обезбедуваме. Граѓаните беа информирани за нашата работа, како и за плановите и програмите што се значени за развојот на општината, а кои влијаат на квалитетот на нивното живење, за што во оваа прилика им се заблагодарува. И во 2023 година Советот на општина Битола преку издавање на службен гласник на општината овозможи јавно и транспарентно представување на работата на Советот. Во делот на транспарентноста особено значајно е и пренесувањето на седниците во живо, нивната достапност на веб страната на општината и другите форми кои се применува, а кои придонесуваат да се обезбеди увид во работата на Советот. Како председател на Советот на Битола, имав комуникација со градоначалникот на општина Битола, се со цел по успешно остварување и извршување на функциите и надлежностите на овие два органи на општината. Ова вака е напишано, ма не е точно. Согласно целокупната активност на Советот на општина Битола, во извештајниот период може да се констатира дека Советот во 2023 година успешно ја заврши својата работа. Почитувани членови на Советот, почитувани присутни, ви благодарам на вниманието и ви ги честитам престојните празници. Ви благодарам.